Локалната самоуправа, да кажеме, е единствената што може да си помогне на самата управа или на самата општина како она се заштити и превенира од климатските промени. Првата работа што е логично да се направи е да се направат мапирање на критичните точки кон што е склон градот, значи кон топлотни, ладни бранови, суши, брани, суши, бури, снежни наноси треба да се мапираат критичните точки каде што може да дојде до загрозување од овие природни непогоди. По мапирање на овие критични точки треба да се превземат соодветни мерки, односно планови да се направат и да се набават соодветни инвестиции за да се превенира. Она што не достига во моментов е да се вметнат климатските промени во урбанизмот, односно во урбанистичкото планирање и да се знаат точно на која парцела, на кое место, кон што ни е склона, кон која природна непогода е склоно тоа земјиште и соодветно на тоа да се гради. Значи ако имаме например парцела каде што имаме можност за ерозија или за порани поплави, би било неблагодарно да правиме некои да кажеме објекти за домување, бидејќи знаеме во иднина дека може да дојде до загрозување на човечките животи. Понатаму на тоа што треба да се внимава, односно да допринесе самата општина и на опремување на нејзините сили за справување со природни непогоди. Бидејќи знаеме дека ќе имаме например поройни дождови ќе се јават со многу големи обилни врнежи, каде што ќе дојде до поройни поплави и загрозување на населението. Тоа значи дека и самите единици на самите локални самоуправи треба да бидат подобро подготвени за справување со овие природни непогоди и кризи. Така да и инвестициите и понатаму градоначалниците треба повеќе да инвестират во опремување и адаптација или прилагодување кон климатските промени на самата општина со цел да имаме што помала економска загуба, а она најмалку посакувањето е загубата на човечките животи. Водните ресурси се, да кажеме, од витално значење. Зошто? Бидејќи проекциите за во иднина кажуваат дека ќе имаме зголемување на температурата и на топлотните бранови, што па ќе води до фактот дека ќе имаме и кажуваат дека ќе имаме се помалку водни ресурси. Од клучно значење во тоа што треба се насочи градот Скопје е кон заштита и зголемување на енергетската на ефикасноста на системот за водоснабдување, бидејќи како што знаеме сега во моментот имаме 60% загуба на питка вода, што да кажеме е многу висока загуба, нели очекувана загуба е било до 5% до 3%, меѓутоа 60% е доста висока загуба и она што треба во иднина да се прави да проширување на атмосферската канализација во сите делови на градот Скопје, не само во урбаните, туку и во приградските и во руралните делови на градот Скопје. И во иднина треба нели да се насочиме и кон барање на нови водни ресурси за питка вода, со оглед нели и како што има проекција до 2050 дека изворот Рашче ќе се, да кажеме, водата во изворот Рашче ќе се намали. Во однос на здравствениот сектор, знаеме дека најголема закана се топлотните бранови конкретно за град Скопје, кои што предизвикуваат смртни случаи кај луѓето што се склони кон кардиоваскулаторни и респираторни болести и исто така имаме зголемување на труење за храна. Се она што треба да се превенира е во примарното здравство климатичните лекари, да се има програми за соодветна едукација на населението, како да се заштитиме од природните или екстремните временски настани што ќе доваѓаат во иднина. Со поголема едукација на самото население, постои можност за намалување на овие смртоносни болести, односно нели загадување со храна и така натаму, се што предизвикуваат самите овие последици од климатските промени. А во однос на ризиците, што се предвидени најранливи во градот Скопје се евидентирани социјално загрозените фамилии, како што не е ромската популација, особено во населбата Шутка, и треба да се работи на нивна заштита и превенција, како они би биле, да кажеме, склони да се превентираат кога би имале топлотни, зголемени топлотни бранови или ладни бранови во зима, да не дојде, да кажеме, до замрзнување на населението и да им се потребат животните стандарди, односно да имаат доволно храна, пристап до здравствени установи и така натаму.